среща за държување на комунални вид инсталации, кој што најголем дел да влезе на програмата за зимско одржување на улиците. Има еден дуализам. И сакам само пред конската јавност да го поставам следното прашање или следната дилема. Дали по Битола имаме хоризонтална сигнализација? Значи за појаснување, или? Вече и се признаде за појаснување, тоа е она средишна лента на коловозот, пешачките трајнење и сите знакови кои што се нанесени на коловозот. Дали некој има видено во Битола хоризонтална сигнализација? Ме прашувам затоа што според изведувачот, според општина Битола, истата била нанесена септември-октомври минатата година. Али ви се најдува? Пред 6-7 месеци била нанесена таква сигнализација, значи били изцртани улиците, а сега, верувајте, нема ништо. 1,5 милион денари се потрошени за таа намена. И сега, ја чекаме втората транша во пролетниот дел. Предпоставувам да почнат да цутат липите, затоа што е тоа неопходен услов за да пати бојата на асфалтот. Иначе, нема шанса. Мора да го погодиме периодот. И кога ќе се случи тоа, последните 24 часа, кога цутот е најак, мора да се нанеси бојата за сигнализацијата названа трај минимум година дена. Јас друго решение не гледам. Мора некој од мерија да најдеме. Како може истата боја, истите изведувачи, наводно, да работат ова сигнализација во Скопје и таму да му трае 100 години, а кај да не нема после само 2 месеца? Ако има некој да се говори, наистина добро било. Шегата на страна, ова не би требало многу да го користиме со иронични, саркастични коментари, затоа што се работи за безбедност на граѓаните на општина Битола. Луѓето страда. Возачите не може да приметат сигнализацијата, не секад имаме вертикална сигнализација која кажува дека има, например, пешачки премин, и ни се случуваат сообраќајни незгоди. Имаме евиденција од Нова Рамирител, сигурен сум дека и во овие изминати 7-8 месеци се случил некој немил настап баш на пешачки премин кој што не го видел возачот. И кој одговара за тоа? Никој. Толку за хоризонталната. Што се однесува до јавното осветување, имаме интересни податоци од два типа. Првиот е надоместокот за кој што се собира за улично осветување, тоа е надоместок нели што го плаќаме по секој струјомер за уличното осветување и треба сите да го плаќаме, нели? Во 2010-та до тој надоместок се собраа 67 милиони денари. 2013-та падна на 62,5 милиони денари. Во 2014-та повторно падна на доместокот од 28 милиони денари. За конечно 2015-та да соберат само 51 милиони денари. Или падот во прибирањето на доместокот за улично осветување за само 4 години изнесува 24%. Чисто математички, логички, ако резонираме, постојат две причини заради кои што би можело да биде овако. Прво, граѓаните масовно се некоја евазија и избегнување на плаќање на доместокот за улично осветување. Масовно, значи 24% да се намали приливот, треба масовно тоа се случува.
Искрено, аз не имам таков печат. Да, знам за одредени случаи, што плаќаат конплатница на страна потрошена електрична енергија, на страна плаќаат или не плаќаат на довесток звучно светлување, меѓутоа тоа нема димензија на епидемија, па сега колку се намали. Другата причина, имајќи го предвид дека бројот на струјамери во суштина е константа и секогаш, ако веќе не е константа, оди нагоре, а не надолу, затоа што ние имаме многу градби, станови, куќи и така натаму. Другата причина би било некој да ги откажува, односно да не ги користи становите. Се разбере, ова е хипотеза. Немам релевантни податоци, само шпекулирам или, ајде да речеме, анализирам некои податоци. Дали тоа значи, за она што на полно уста зборуваме изминатите 6 месеци, може би година дена, дека исудувањето си зема одреден данок и го придат. Дали е можно сите тие млади брачни парови, сите тие фамилии, млади, постари, неми, битно на крај крајви, кои што ја напуштија нашата земја, нормално да ги окружат струјамерите, затоа што навистина нема потреба некој да плаќа улично осветлување и има струјамер, ако е иселен. И токму заради тоа да ни се јавува недостаток во приходите 24%. Ако некој има некој друго објаснување, освен овие две, тоа ќе го молам да ги изнеси да го дискутираме на оваа. Вториот податок се однесува на потрошената електрична енергија, кој што од година во година паѓа. Изминатите 4 години цената на електричната енергија, барем според моите сознанија, прилика е на константна. Значи немаме ни изгодување ни некои драстични начинување. 2012-та општината платила 38,7 милиони денари за оваа намена, 2013-та 37,3, 2014-та 35,7 и во 2015-та само 33 милиони. Што значи, од година во година ние за улично осветлување плаќаме се помалку и помалку. При иста цена на струја. Уште го интересен овој податок, затоа што според моите информации бројот на улични места за осветлување секоја година се зголемува во просек од 100 до 200. Значи логиката вели дека де факто ако ништо не се сменува во светлечките дела, нели, би требало дури да се зголемува сумата која што плаќаме на име на улично осветлување. Ама не е тоа случај. Зошто? Затоа што општина Битола изминатите години во голем дел, овие 10.000 светлечки места и улични светлоки, во најголем дел ги замени со така наречени економични улични светлоки, 30 ватни по правило, кои што би требало да е напрема 5 да зрачат светлина, значи еквивалент на 150 ватни треба светлина дава, и кои што има значително помала потрошувачка. Во тие 10.000, дури 4.500 се од овие така наречени економични светлоки. Но тоа не е се. На филмовите светлоки, кои што исто така се во делот на економичните, се околу 2.000, значи не стане уште 3.000, кои во најголем дел се од оние старите штетни, нели, и екологички штетни, меѓутоа и неекономични живини светлоки. Значи Битола направи еден пробив од делот на заштеда преку имплементирање на штетливи и екологички светлоки. Овој упор го направи затоа што оттеке тендерот за избор на концесиите за улично осветлување. И повторно се поставува прашањето. До кога ќе одиме со штетни јавно-приватни партнерства? До
толкова кем ги полниме джебовните на приватниците. Толкова община Битола нема да сака самата со собствени средства и по најниска цена, со акцент, по најниска цена да си ги решава своите проблеми. До кога? Дали ништо ни научивме од примерот со Оли? Дали ништо ни научивме со примерот за зонско паркирање и стенто? Треба истата работа да ја правиме, за да решиме после 3-4 години сгрешивме. Само за илустрација, има и паметни општини. Не ме интересира искрено која политичка провиненција е таму градоначалник. Предпоставам да може да помага. Еве, например, Кочани. Кочани минатата година инвестира собствени средства 52 милиони денари за да замени 2800 сијалични места. Значи, прилика 1/3 од тоа што и треба на Битола. И при тоа, заштедиле дури 60% во платената, односно потрошената електрична енергија. Сами си го направиле. Самите си ги имаат бенефитите. По најниска можна цена. А не, ние мора да се договориме со некого и нешто да направиме под изговор дека ако влезе приватниот сектор, се ќе види подобро. Ова подобро со голем прашалник, ама сум сигурен дека ќе биде значително поскапо. Тоа сум абсолютно сигурен. Ама не се. Ќе дојде и тендерот за улично осветлување,